Имам една порака што нема да биде прв пат да ја споделам, прв пат која ја споделив во нашата црква во гласност, знаев дека е порака што треба да ја споделам и ќе имам можност да ја споделам на други места. И затоа што верувам дека е порака за, еве да речеме, за црквата и за верните во Македонија. И всушност станува збор за еден текст од Дела апостолски, за тие што имате Библија да пратите, тие што знаете на памет Библијата, можете само да се префрлите на тој файл во вашето значи текст од Дела апостолски, познат текст за тие што читаат повторно Библија и едноставно почувствував инспирација и потек дека треба да зборуваме нешта во црква кај нас и дека повторно ќе кажам дека треба да го споделаме на други места. Ако можам така да, не знам дали е литературно исправно, вие ги објавувате на интернет и таму не знам дали е точно да биде како наслов храброст да живееме во Божите намери за нашиот живот. И некоја скратена форма тоа може да се стави. Значи храброст да живееме во Божјата, храброст да живееме Божите намери за нашиот живот. И еднаш, ако не се лажам, всушност си го читам овој текст и на сеам кога се собираме, ама ајде да не ви должам многу, ќе го прочитаме, се наоѓа во 4 глава, Дела апостолски 4 глава, ќе почнам да читам од 13 стих. Значи Дела 4 од 13 па ќе читаме додека не престанам да читам, до 31 веројатно. Значи вели вака. Да, од 4 глава. 13. Вели, кога ја видоа смелоста на Петар и Јован и кога забележаа дека се неписмени и неуки луѓе, се чудеа, а ги препознаа дека беа со Исус. Но гледајќи го иселениот човек како стои со нив, нема што да им приговорат. Но откако им наредија да излезат од големиот совет, почнаа да се советуваат меѓу себе, велејќи: што да правиме со овие луѓе, зашто на сите жители на Јерусалим им е познато дека значајно чудо се случи меѓу нив, а ние не можеме да го порекнеме тоа. Но за да не се разгласува понатаму меѓу народот, да им се заканиме да не му зборуваат веќе никому во тоа име. Тогаш ги повика внатре им заповедаа воопшто да не зборуваат, ниту пак да поучуваат во Исусовото име. Но Петар и Јован одговори велејќи: справедливо ли е пред Бога да ве слушаме вас повеќе отколку него? Пресудите сами. Зашто ние, вели Петар и Јован велат, не можеме, а да не зборуваме за она што го видовме и чудно. И бидејќи не најдоа пат и начин како да ги казнат, им се заканија уште еднаш и ги пуштија поради народот. Зашто сите го славија Бога за оно што се случи, мислејќи на човекот над кого се случи тоа чудо на исцеление, и тој имаше повеќе од 40 години. Сега слушате, што беа пуштени на слобода, дојдоа пред своите, се мисли овде на Петар и на Јован, и им кажаа се што им рекоа првосвештениците и старешините. А тие кога го чуја тоа, вели, еднодушно го подигнаа гласот кон Бога и рекоа: Господаре, ти кој ги создаде небото и земјата, морето и се што се наоѓа во нив, ти преку Светиот Дух со устата на својот слуга Давид рече: зошто се бунат народите и зошто племињата размислуваат за празни нешта? Се дигнаа земни цареви и владетели, се здружија против Господ и против неговиот Христос. Навистина се здружија во овој град и Понтиј Пилат заедно со народите, со израелскиот народ, против твојот свет слуга Исус, кого ти го помаза, за да го направат она што твојата рака и твојата воља однапред определени да се збидни. А сега, Господе, овој клучен стих за нас, погледни на нивните закани и дај ме твоите слуги да го навестуваме твоето слово сосема смело, протикнувајќи ја при тоа твојата рака, да се случуваат исцелувања, знаци и чуда, преку името на твојот слуга Свет Исус. А кога се помолија, се затресе местото каде што беа собрани и сите се исполнија со Светиот Дух и смело го навестуваа Словото.
Многу долг текст да читаме, требаше да одбрам 3 стиха. Ама ајде. Сигурно ви е познат овој текст. И остав ќе ви кажам, ќе направиме кратка анализа на некој начин на овој текст. Меѓутоа, во контекстот на кој што се зборува, секако зборува за евангелизација, за споделување на евангелието, меѓутоа јас би сакал да го проширам тој контекст, затоа рекол храброст да ги живееме Божите намери за нашиот живот кој што верувам дека се повеќе од само и го вклучува тоа споделувањето на евангелието. Мала позадина само, мене ми е интересно ова да видиме, значи црквата секако дека е во почетокот на своето создавање овдека и како се што е ново, треба време некако луѓето да се навикнат. Некогаш аз кога размислувам за Божјата воља за нашите животи, кога разговараме за Божјата воља за нашите животи или пак за Божите намери за нашите животи, често пати зборуваме со кого ќе видиме брак, кај треба да живееме, колку долго треба да бидеме овде во Скопје, колку треба да останеме во Македонија, дали треба да се оженам со оваа личност, со таа личност и Божјата воља светуваме на тоа. Меѓутоа, кога се зборува за Божјата воља во Новиот Завет, неколку пати се употребува тој термин, таа фраза, се мисли повеќе, Павле го кажува тоа во контекст дека, оке луѓе, знам дека христијанството како такво за вас е нова појава, а претходно сте живееле во јудаизам или во некоја друга позадина религиозна, и сега некој ви кажува за Исус и сега вие почнувате да го живеете овој живот со Исус. Нема тогаш нов завет, не пишува како треба да се прави. И затоа Павле и дури се моли неколку пати. Се молам да бидете уведени во Божјата воља. Се молам или би сакал да ја знаете Божјата воља и зборува за тоа, меѓутоа зборува во контекст да знаат што значи да се живее, што значи или како треба да се живее христијанскиот живот. И сега ова го кажам повторно од аспект дека за овие луѓе неколку години христијанството постои и секако почна со голем елан. Секако додека го следеа Исус, тие најблиските беа многу расположени, се беше супер, Исус им прави чуда, лепчиња, рибчиња, множува, јадат тука, шетаат, проповедаат, најаки фаци се во Ерусалим и во Галилеја, во околината. Зошто? Па и имаат Исус најпопуларниот учител со нив, се движат секаде и сите сакаат да ги слушнат, многу луѓе околу нив. Од прва рака, например сега вие сте тука, и од прва рака, мислам некој ќе гледа на интернет, ама некој од прва рака гледа Исус кога исцелува болни, кога воскреснува мртви, тоа ти е нешто неверојатно, од прва рака да го доживееш тоа. И после Исус почна да им зборува дека треба да умре и да воскресне. И Петар му вели, немај сега такви работи да кажуваш, нема смисла, не е убаво такви работи да зборуваш. Исус му вели, човек, остави, јас сум Господ, знам што треба да кажам, не ми се мешај во зборови. Со други, не ги кажа тие зборови, ама прилика тоа сакаше да го каже. И окей, Петар беше многу храбар, ќе урам јас за тебе, добро, нема врска, што и да се случи, јас за тебе ќе го дам животот, нели, беше многу храбар. После тоа се случи, кога Исус веќе беше уопсен, неколку луѓе му рекла на Петар, абе чекај маце, ти си познат малку, нели беше со Исус? И Петар почна да зборува, нема шанси. Значи, претходно е многу храбар, ќе умрел за Исус, ама нема предизвик пред него. Значи, ти можеш да бидеш храбар, кога нема предизвик пред тебе. Јас да имам плата од 58.000 денари, ќе дам 10 од црква секогаш, ама неа, имам 24. Е па долу, ако чекаш да до 58.000 да даеш, може ако ќе доеш до 58, ќе чекаш да 73 да добиеш. Така и Петар, он е храбар, ќе го дава животот за Исус, ама кога нема пред него предизвик нешто да биде. А сега кога му дојде предизвикот, дружи, сега ќе бидеш ли храбар или не? Е тогаш малце не го опознаа. За кој зборувате? Исус. Којето Исус прво слуша. И после на друга жена доаѓа. Али ти си човек, што збореш и почна нешто да псуе, да вреѓа. Викам, Петар, аман да некна беше фраер, сега почна да се плашиш. Едно време си многу храбар човек, сега не си многу храбар човек. Добро. Збориме за храброст, да се живее Божјата воля за нашите животи. Океј, и добро. Исус умре, воскресна, сето тоа се случи. Се охрабри учениците, апостолите и тргнаа во акција. Тргна да проповедаат и гледаме Петар беше меѓу првите, односно прв што проповедаше на долга проповед во Дела апостолски. И луѓе цитираат таа проповед. И си да зборуваме, Петар, значи од кукавица стана храбар човек.
или дека човек кој што има многу осцилации во неговиот живот. Некогаш јас сум ќе направам вака за Господ, после тоа паѓа доле нешто, леле тешко, па после Исус вика ај молете се беде со мене, па заспата му на саат спиеше, не знам дали точно на саат или повеќе, ама има такви осцилации во неговиот живот, во неговиот од со Бог. Некогаш јас сум Господ, напред одиме, ќе освоиме цела Ерусалим и Јудеја и се ќе ослободиме од римјаните. Некогаш вика не го познавам, после добро ќе одиме храбро, па ќе се молам, па нема да се молам. И сега оде пред овој текст што го читаме, Петар и Јован исцелуваат еден човек кој што бил 40 години стар, а немал проблеми, не може да се движи. И го ставале пред еден храм. И Петар вели, нели, злато и сребро неам, ама што имам ти дам, стани оди. И од тука станува малку герути, што викаат турците во старо време, а ние денеска го викаме тој збор восстание. Ако не се знаеле зборот герутија, прилика значи восстание. И се случуваат некои герути овде кај луѓето, доаѓаат и почнуваат да им се закануваат. И пази, мене ме овој многу интересен стих 13 вели, кога ја видоа смелоста на Петар и Јован, забележаа дека се неписмени и неуки луѓе и препозна дека беа со Исус. Но кога го вида исцелениот човек, не може да го замена. Значи, овде кога гледаме, го наоѓаме, го сретнуваме Петар во храбра состојба, повторно. Храбро проповеда, храбро исведочи, веќе Исус се воскреснат. Претходно во втора глава Дела апостолски пишува, вие што знаете, а сите знаете овде, дека го добиле Светиот Дух, беа крштевани од Светиот Дух и добија сила, што ќе добиете сила кога Светиот Дух ќе дојде врз вас. И ја добија таа сила и оде ја проповедаа и супер беше се. Повторно проблем. Ги вика, дечки, дојдете вам, доаѓаме. Што е ова тука, гледам дечко беше сакат сега, го направивте да биде, да трча да оди да прави тука се. Ајде ве молам, и плюс за Исус зборувате. Не ви рековме за Исус да не зборувате. Значи не смеем иначе, што ви кажат во Велес во Македонија, главата ќе ви ја скршиме ако уште еднаш го направите тоа. Нозите ќе ви ги скршиме. Не кавшици, не ќе ви ги сечеме нозите. Значи не може да ги степаат, односно да ги казнат, ама Библијата не вели во текстот што го читаме, им се заканува. Им рекле, повеќе немојте да го правите ова. И сега повторно гледаме тоа, они Исус воскреснува, го чекаат, доаѓа Светиот Дух, одат проповедаат и целуваат луѓе, го проповедаат евангелието, луѓе се спасуваат, ама предизвик се случува. И кога некогаш ние мислиме, повторно пак што спомнав со Петар, некогаш кога водите се мирни, кога животот е онака стабилизиран, тогаш како да кажам, убаво е да бидеш верник, ама кога се случуваат предизвици во животот, не само некој да рече, ти си христијанин, па нема веќе да бидеш христијанин, во тој контекст како ништо или нема веќе да зборуваш за Бог, туку генерално воопшто зборам да се живее христијанскиот живот како целост, не само како евангелизација, како целост во секоја сфера во твојот живот. Како комуницираш со другите луѓе на работа, кога си дома, кога си со својата сопруга, со својот сопруг, со децата, во секој контекст во кој што се наоѓаш. Како го живееш твојот живот во еден контекст и кога ќе сгусти малце, кога ќе има некои интересни предизвици и тогаш дилемата секогаш е дали до кое ниво јас да го предам својот живот на Бог, до кое ниво јас да го слушам тоа што Бог ми го кажува дека треба да го правам. Затоа што сега се случувам со тешки ситуации и обично ние кога се случуваме со тешки ситуации или со предизвици во животот, знаеме да ги спуштаме стандардите во нашиот живот. Има еден пример, значи многу е добар пример во Петар, ако читате, Петар тој познатиот стих кој што вели: вие сте царски род, вие сте Божји народ, вие сте избрано свештенство. Петар им го зборува тоа. Цела таа книга зборува за луѓе кои што поминуваат низ тешки периоди. И таму Петар вика: бидете свети како што јас сум свет. Со други зборови, Петар вика: дечки, знам дека ви е тешко во животот. Ама кога ви е тешко во животот, стандардите не треба да ги спуштите. Тешко ми е сега, овој месец 12.000 денари, 13.000 денари, ајде има да дам 10, другиот месец ќе дам 5, или сега добро ми е, лесно ми е, сега ми е лесно ќе дам, и калкулирам. И сака да каже: дечки, не ги спуштате стандардите кога ви е тешко во животот.
И овдека имаше обиди и повторно има некои луѓе може живеат во некоја илузија. И може би се случува за некои, јас например нисум кога станав христијанин на почетокот во 2002 година, за некои знам дека сте и подолго од мене овде, некои пократко. Во 2002 јас немав некои сериозни предизвици поради мојата вера. Некој да ме рече, ти си веруваш, ти не смееш да веруваш, како веруваш. Освен нели, и дури јас кога станав христијанин, кога ми кажува мене за Исус, јас бев како Павле ги прогонував тие што ми кажува. Сестра ми, некои други пријатели во мојот близок круг, и ја викам, вие сте секташи сега станати, вие ја предавате Македонија и вие сте под влијание на американците паднати. Американците како сакаат да влијат во целиот свет и они користат оваа вера ја користат да ви го перат мозокот, а ние сме македонци, ние сме православни. Значи немате такви работи. Такви зборев на вие што веруваат како мене сега. И викам добро, ај после без да знам, еве сега јас сум во таа ситуација. Ама никогаш никој ме нема нешто на тој начин прогонувало и нешто вредено да ја да речам чекај да верувам или не. На тој не сум, а камоли па некој да ми прети секако по животот. Меѓутоа ете овие луѓе, како што спомнав, тргнаа супер, почнаа да ги земаат тие зборови на Исус, сакаат да ги живеат, да ги пременуваат. Меѓутоа седнуки вика дечки доста сега, немојте така, и се законуваат со депои. И пак ќе кажам, во Македонија, во контекст на споделување на верата, ние овдека можеме да се сложиме сите дека животот наш не е загрозен затоа што сме верници, така? Ако некој од вас, некој ви има кажано ќе го тепам од истеверници, значи окей, ама не сум слушнал јас во Македонија, некој ради својата вера како до ден денес што има луѓе во некои држави во Африка, посебно во Азија, каде што губат верата, односно животот ради својата вера. Во Македонија не сме. Најмногу што може да се случи е некој да ти рече едно верец и ти тука ти е малку срам, добро не е, или да ти рече некој секташ и ти тука пак малку ти е срам, и па затоа кога ти те праша кај одиш на едно место. Не викаш кај одиш во црква чор, кај одиш на едно место. И сега речеме, и сега тоа ни е малку предизвик. Абе тоа кај одиш во црква чор. Мене кога прашуваат некој што работиш, и ја им кажувам, јас сум протестантски свештеник. Прво ќе речем јас сум свештеник, ама не веќе им кажам старт протестантски свештеник. Отидем да ја кажам дека сум свештеник и ме гледа малце брадиче, не знам коса пушил, не знам што ми било, и мисли дека сум поп во цивил. Викам не сум поп во цивил, јас сум протестантски свештеник и сега некој те гледа со и немам видено како така што е тоа, некој те гледа на прв начин. Ама поентата ми е дека никој нас овде не прогонува ради нашата вера. На тој начин, освен така. Знам, всушност, единствен пример што знам за човек кој што бил удрен дори на својата вера, е мој пријател што ми кажуваше, што ми, всушност, јас кога ги прогонував нив, а вие сте нововерци, секташи, он ми вика, ти на ден ќе веруваш и ќе одиш во црква како ова. Ја му викам, човек, ти не знаеш што зборуваш, не ме знаеш кој сум. Ја му викам, не ме знаеш ти кој сум. И точно, не ме знаеш он кој сум, ама ја не знаев па кој е Бог. И Бог како може да ме промени мене. И Бог навистина ме промени. И тој човек знам дека еднаш ме агрезира негде по пат и некој мудрил, му рекол, абе доста таму и мудрил шамар. И тоа е првото, единствената ситуација за која што знам. А знам па еден друг во Велес на времето пред 20 години, што кога одам на другите и сакам да ги агрезира и со стапче сакам да ги тепа ако некој да веруваат. Значи го тепаат ако верувам, ама ако не вериш, он те тепа тебе. Значи тој викаме, дечко, ти си опасен и се ожени после во еден друг град во Македонија и сега мислам дека е брат и служи, не знам дали служи во која црква како, ама верувам дека е верник сега, ама да не го кажам градот, литерат може ќе се препознае. После ќе речам некој вака така. Значи, поентата е дека немаме на тој начин предизвик. Меѓутоа, тоа таму кај што сакам да проширам примената на овој текст. Дека не сам работи само во храброста да живееме нашата вера, да бидеш храбар да евангелизираш. Јас те охрабрувам, да, Господ нека ти даде храброст како што ќе читаме подоцна повеќе, уште еднаш дека се молеа него, Господе, дај ни храброст да ја споделуваме верата со другите. Значи го има тој аспект. Меѓутоа зборам за храброст да ја живееме верата, а во секој момент, во секој контекст,
и кога не е поврзано со евангелизација. Посебно да речеме Бог те вели, имам мојата те повикувам да го направиш тоа и тоа во животот. И сега тебе ти треба храброст да го направиш тоа. Некогаш некој се почнуваме да калкулираме, ако го направам тоа, што ќе се случи, дали ќе биде тешко, нема ли да биде тешко. Ме разбирате од сега што сакам да кажам или ви зборам многу брзо и многу велички. Из двете веројатно, но ме разбирате. Тие што се, например, Џон и неговата жена, ме разбирате вие? Или зборувам брзо? Јас сум брзо зборац. Еднаш во Србија кога живеев и работев во Србија и често имав прилика да проповедам по цркви во Србија. И заставам еднаш вака проповедам и проповедам не на српски, тој е македонски со српски акцент. Или не знам како, ни српски, ни македонски. И да ви кажувам примери, као например тоа кога ти не знам српски и кажам некои работи се смеа таму, некој повика да бе тоа не треба така да го кажеш. Преку колку има години детето? Пола 3. А сега да каже има 3, пола 3. А пола 3 се кажува само за час, колку е часот. Или пример, се ево од хотел, сака да каже има проблеми нешто со собата, имам проблеми со собом. Значи е такви лапсуси на српски што сум правил. И одам проповедам на црква, ја мислам прилично, да речеме 17 луѓе во црквата, и проповедам вака, јако, и мислам многу е јако, и доаѓа после тој стариот, еден стар пастор, и ми каже, се добро, и многу брзо зборуваш нешто. Ја кажам, ќе ми каже нешто да му охрабриш. Плюс на српски, плюс брзо, тоа е тоа. А луѓето, за тоа викам, никој не ви кам, сите вика, што зборуваш, што зборуваш. И поентата е да се биде храбар, да се живеат Божите намери за нашиот живот. Какви и да се Божјата воља за нашиот живот. И во контекст на евангелизација, и во контекст на, пример, Бог те повикува да прифатиш некоја работа и си кажеш дали ќе треба да ја прифатам, или да се преселиш во некој град, или да се вклучиш во некоја служба. И сега за тоа е потребна некоја храброст. И ти знаеш дека Бог те повикува за тоа да го направиш. Ама почнуваш да размислуваш за проблемите што би може да се најава во врска со тоа и си кажеш, не знам дали сакам да го направам тоа, дали сум спремен. И некогаш и за тоа е потребна храброст или истреност за да продолжиш. Затоа што како што рековме, некогаш почнуваш храбар, ќе го направам тоа. И одиш го правам. И после се случува некој предизвик. Па дали да го правам, па да не го правам, па да се откажам, па да не се откажам. Отрековме, во случајот со Петар, едно време е храбар, после па не е многу храбар, после па пак е храбар, па сака да прави, па почна да прави, па сега го вика дојди, па закани и во животот секогаш ќе се случуваме со такви предизвици во нашиот живот. Меѓутоа ние не мора, или со Господ напред се надам дека нема да потегнуваме на тие да нашиот живот да биде, да знаме дека има осцилации во нашиот духовен живот. Никогаш не сме вака само напред. Ама да речеме, има благи осцилации, има Господ ќе го спасуеме, цела Македонија ќе спасуеме, ќе одиме, ќе направиме се за Македонија, ќе направиме се за Исус, ти си горе. И по 2 месеци те нема од црква никога, не ти си од црква, не читаш Библија, веќе што да правам, не знам, значи горе, ќе спасиш Македонија, сега тебе треба да спасуеме. Такви осцилации. Разбирате? Кога јас се имам голема ревност, се молам, Господе, нема на сите служби доаѓам. Молитва, таму сум служба, таму сум водрен семинар, таму сум нешто друга црква нека организира и таму трчам сегне мина. А после некој период нигде те нема. Зошто? Горе доле. И јас зборам со некои мои пријатели, ја мразам горе доле. Ја повеќе дори некој ќе рече барем некоја има некои луѓе ќе достигнат ваму врв и после да живуваат дно, а има луѓе што се вака. И можеби никогаш не го достигнуваат овој врв како овој што ќе ја спасува цела Македонија, ама има некоја постојност во неговиот живот за кој што може да се потпреш за многу работи. Ама секогаш кога се сочуваме повторно со предизвици, овие луѓе се соочуваат со предизвици за нивниот живот, закани. Меѓутоа ме разбирате поширокиот контекст и примена. Дека кога сакаме да живееме за Бог, ќе се соочиме со други предизвици кои што ќе сакаат да не тргнат од патот по кој што одиме, односно од Божјата волја кој што сакаме да следиме.
Се сеќавам кога бев на библиска школа пред 10 години и поминав низ тежок период во животот. Депресија, имав може здравствени проблеми, па залюбен изгледа бев па пример, после и кажа на тоа девојчето, викам вака така нешто и она вика нешто вака така. И тоа е. И па мора да на испитувања за стомакот, па немам пари, па таму ми плати од школото, не знам, 10 на 15.000 евро, долари колку беше, не знам. Во Америка таму да не сте разболеш. Да кивнеш, еднаш дојдеш на лекар, од старт ти си има, што викаш, не дојде пред ординација без $50. Ако ќе возиш цело време кога на свадба да се само лепиш на доктор пари. Так, ајде да се лепиш на крај, она просто пари. И немам пари, добра, ме плати од школата, отидов, ми правија испитување. Голема криза ме фати и сакам да си одам дома. Или со други зборови, претходно јас бев убеден и до ден денес сум убеден дека Бог ме водеше до таму. Дека тоа беше Божјата волја и Божите намери за мојот живот, да бидам таму, да отидам на тоа школа и да го завршам тоа школа. Ама првата година ми беше онака, втората година, поголем дел втората година ми беше феноменална. Третата година кога ми почна проблеми здравствени, вакви, такви, и викам ќе си одам. Не можам да држам, тешко ми беше, многу тешко. И му се јавам да не пријател, он од Америка има и доаѓа на Македонија, како мисионери седам кај мене дома повеќе пати. Викам, слушај, немам пари, сакам да си одам на Македонија, немам пари, тешко ми е тука. Имам, пример, не знам, $200 имам само. Тоа ми е доволно да летам од Нью Йорк, од бев во Нью Йорк, до Минесота. А викам, таму ако ми даеш ти работа еден месец нешто да ми помогнеш, да соберам $1000 за карта за Македонија, викам, не можам да ќе достанам, многу ми е тешко. И он ме охрабри. Слушај, немој така да остани таму, не се ти некој што ќе се откажува ѓаволот, сака после цел живот ќе се каеш дека си бил таму и дека не си останал до крај како што Бог те водел вака така и некако ај да управо се убеден. Ама тоа ми даде уште елан, односно вера, волја, кој друг збор да го употребам и останав уште таму, добро. По некој време пак не ми се промени ситуацијата, пак ми беше тешко депресија и пак сакам да си одам. И викам ќе си одам и што сака нека биде ќе си одам. И одам на проповед и проповедникот проповеда немој да си одиш, нешто зборува нешто таму, немој да си одиш. Ама нели на англиски тоа. Викам сакам да се одам го користи таму, дека кога ти е тешко во животот, кога ти е вака, кога ти е така, кога во однос на нели он ги потопотреби целосно овие зборови, не го цитирам, само парафразирам како ја ги доживав тие негови зборови. Кога ти е тешко, кога мислиш дека сакаш да ја напуштиш Божјата волја, сакаш да ги напуштиш Божите намери за твојот живот, нема да го правиш тоа, Картер Колон. И викам, немој да си одиш. И ја викам, во Исфаков за мене да ми зборува. У црква има 2.500 луѓе и викам, баш викам, ова е само за мене, другите може да си одат слободно. И не си отидов, останав. После тоа, пак, Господе, се вратив во школото, го завршив таму пракса на 6 месеци и у школото сакам да си одам, пак. Значи, ја цело време само да си одам. Оти, знам дека сум Божите намери за мојот живот. Знам дека сум Божјата воля за мојот живот. Ама ми беше тешко да го живеам тоа. И пак сакам да си одам. И пак нешто пасторот ке зборува, и пак за мене. Ме охрабрува доста. Секако големо влијание имаше тоа што немав пари да си одам. Но, убеден сум дека ако сакав да си одам, имав пријател што му кажам да не брат, сакам да си одам. Бев кај него за Божик 2 пати. Слободи ми $600-700, ќе имам пари, ќе се отидам. Значи, ако запнам да се одам, ќе се отидам. Сакам да кажам, ќе се отидам. Ама Господ некогаш употребуваше луѓе, околности, ситуации да ме охрабри, да останам во неговата намера. И сега јас мислам, кога би беше таму во таа ситуација ми беше многу тешко. Тешко е. Ама сега да речам, нели ако сум го напуштил тоа, значи не знам што ќе било, може да има голема трагедија. Ама цел живот ќе речам, сум послал нешто, не сум го завршил, сум се откажал од Божјата воля. И со не сакам да кажам дека нема работи кои што биле Божја воля за мене и можеби сум се откажал од нив. Веројатно во тие ситуации едноставно не сум издржал. Но сам да охрабрам вас, да таква ситуација да има што помалку во вашиот живот.
Посебно за некои покрупни работи. Знаеш дека тоа е Божја намера за твојот живот и ти да речеш, ама дали е Божја намера за мојот живот, што ќе биде. И сега овие луѓе читаме, например, потоа во од 20 и некој трети стих, нели рекоме се соочува со предизвик. И сега вика немојте луѓе, немојте, не проповедувате, ќе ве тепаме. И сега ви вика добро, ние тргнавме со ура и сега најнаш пак доживуваме кочница. Тргнавме со ура, ама кочница доживуваме. И сега вика дојдоа апостолите кај другите верници и вели им кажаа во 23 стих вика им кажаа на своите се што им рекоа првосвещениците и старшините. А тие кога го чуа тоа еднодушно го подигнаа гласот кон Бога и почнаа да се молат. Значи фактички, окей, вика се имаме предизвик и што ќе правиме врска со овој предизвик? Ќе се молиме. Некои луѓе чекаат предизвик во животот да се молат. Некојаш јас признавам имам такви периоди кога немам некој предизвик, помалку чувствувам потик да се молам. Ако нешто ќе ти сгусне, тогаш брат баталиш и шпанска серија и Арсенал и се молиш. Ама кога и сега вели вака. Почна да се молат. И како почна да се молат? Еднодушно се молат, ама како? Вели Господаре, ти си оној кој ги создаде и небото, и земјата, и морето, и се што се наоѓа во нив. И ја некогаш што слушам вакви молитви, вака се прашувам. Ко некои луѓе, Господе, ти си голем, ти си семоќен, ти владееш. И јас секам добро сега Господ не знае дека е голем и ти ќе му кажеш дека е голем. Господ заболел дека е семоќен, па ти треба да го потсетиш дека е семоќен. Ама јас секам не. Овие всушност го кажуваат ова на некој начин, ама како себе си сака да се потсетат. Од една страна имаат луѓе што им се закануваат за нивниот живот и прават предизвици, а од друга страна се кажа Господе, овие се луѓе, а ти кој што си создал се и луѓето и се што на небото и на земјата. И сега ние да се плашиме од нив. Па Господе нема смисла. И фактички ако порано така мислев, па што се молат на Господ или Господ заборавил ли кое, па сега они треба да го потсетуваат кое, сега не тие самите себе се потсетуваат кои се. Ја например сакам молитва која што е спонтана и слободна и пример да некогаш да ајде ги затвориме очи, значи порано посветив на тоа внимание. Искрено сега не. Тоа е моје лично ведување. Значи, как некојаш можам, не знам, се вози, веројатно некој вас го прави, се вози, пие чини, се моли, нешто, не знам, се тушираш, ке ти текне, ке се помолиш, некоја работа, се караш со некој по време, Господе, да мислил да не се карам. Значи, во секој контекст се молиш, ама некојаш има и кога, онака како да кажам, по литургиски молитви, тој тип кој што се по-свечени, кај Господе, кој се ги создал небото и кој се ги создал небесата. Секако во псалмите често се повторува и во Стариот Завет некој ќе каже дека тие само цитирате која молитва што се користела често во минатото. Во секој случај се молат Господе, се потсетуваат, според мене се потсетува. Ти си Господ. И јас сега да се плашам од овие луѓе. Или речеме Господе, ти ме водиш во една ситуација. Ама ти си создал се. И ја да се плашам дали ќе ми даеш доволно средства или не за да живеам твојата воља. Кога се доаѓав од Србија, кога работев во Србија од 2014 до 2016, бев таму ја запознав жена ми и доста не беше средатив и тоа е тоа. Најде некој да библиска школа да учат, некој да најдат жена. Ама ја не отидов да најдам жена, да не ме свади погрешно. Отидов, многу, да не ви објаснам сега, да не ви кажам дужни приказки. И сега одлучив дека е време за мене да се вратам од Србија во Македонија. А во Србија имав место за живење, имав храна, без пари, имав финансии, не беа многу големи, ама ако не точи за кирија и за струја, и за вода и за храна, имаш чисти пари, отприлика, само за шампон и за некои општи работи, пример, за чарапи и слично. И секако, и сега јас викам сакам да се чувам во Македонија, ама велам, оде како останам, што е предноста? Имам финансии, имам храна, топло, све, плюс слушам. Ќе одам пред црквите, патовни цела Србија, ја прочитав, значи со студенти во Босна отидов, не знам, во Црна Гора, не знам дали не бев, во Македонија имаш прилика да патуваш на цела Србија и сега
имаш на некој начин некоја стабилност. И сега ќе дојдам во Македонија, не знам немам пари, немам работа. И дојдам на несигурно, не знам на што да. И за тоа треба сигурност и убеденост дека Бог ќе се погрижи. И реков, ако Господ ме води на ова да се вратам назад во Македонија, тогаш Господ ќе се погрижи за сите мои потреби. И знаете што? Се погрижи. Значи, прво, да, дојдов, пратив CV на куп работни места, фирми, не ме примија. Добро, викам човече, не знам што е работа, ќе примат некој, не знам што, нема никаква квалификација, јас пишам, а јазик, компјутери, не знам со било искуство, со работа вака, така, никој не ме прими за ништо. Меѓутоа, само ме примија да бидам одржуваш на дворот на едни ловџии и има кучи и требаше да не ми кажам што да правам. Ама, од библиско школа, дојдов тука да чистам после кучиња. Ама, тоа беше период. После Господ отвори врати, прилики и појдам ми дека не сум бил гладен, финансиски ми проложи таа некоја си стабилност и дури имав пари да преминам од седналко на Пепси. Ти текме? Кога немаш многу пари, купуваш седналко сок. После тоа имаш малку повеќе, си купиш Пепси. Ако имаш повеќе, Кока-кола. Тоа е тоа. Храброст да се живеат Божите намери за нашиот живот. И кога работите изгледаат предизвикувачки. Не само за евангелизација, туку во секоја смисла. Овде вели и после се велат и Господе, вика погледи на нивните закони, стих 29, и дај на твоите слуги да го навестуваат твоето слово сосема, смело, храбро, без никаков страв. Или во контекст на ова што го зборам, Господе, дај на твоите слуги да бидеме сосема храбри и смели да живееме во тоа што ти не повикуваш да го живееме за нашиот живот. Што и да е тоа? Ме повикуваш да се вратам од Србија во Македонија, ќе се вратам. Ме повикуваш да го правам ова, ќе го правам. Ме повикуваш да се вклучам во таа служба, ќе се вклучам. Ме повикуваш да ја прифатам таа работа, ќе ја прифатам. Што и да е во твојот контекст, треба храброст. Знаете, кога ги ставаме работите на кантар, некојаш, дали да одам со Бог 100% или да одам 44%, затоа што ако одам 100%, а што со тоа? А што со таа ситуација? А таа ситуација ќе се реши. А таа ситуација и некако немаме храброст целосно да се предадеме, затоа што имаме страв и резерви, затоа што ако се предадеме, нешто ќе ни фали и калкулираме. Меѓутоа да речеме, Господе, дај ми храброст. Не сакам да калкулирам. Да, има многу непознати тука, многу иксови, што не знам како би били. Меѓутоа, јас верувам, Библијата е полно со сведоштва, каде што Бог се погрижил за луѓето кои што ги повикал и кои што сакаат да живеат неговата воля. Вели, бев млад и останав, не видов човек кој што не беше згрижен од Бог. Значи не видов. Луѓе кои што Бог се грижи за нив. А да не зборам и во контекст на евангелизација. Некои од нас сме пробале, сме кажале, некој да рекол, доста ќути таму, некој од вас може да мислат, и мене не ме бива, јас кој ќе зборам, не знам, некој мисли, не сум доволно свет, не сум доволно праведен, не сум доволно не знам што, и си ќутите, или се ќутиме, меѓутоа да речеме, Господе, дај ми храброст. Да, може сум кажал некој, дај ми храброст, дај ми нови луѓе во мојот живот да им кажам. Или на тие што си им кажал, може би ќе ме потигнеш повторно да им кажам на некој друг начин. Ама не сакам да појдата ми е да не ме воздржува или задржува стравот. Стравот. Мене ме е страв и затоа ќе се ќутам. И затоа има една стара анекдота што е смешна, нели, двајца христијани работеле во иста канцеларија 15 години и по 15 години случајно ти си христијан, и ти си христијан. Не знаев. Па добро, 15 години работеле колеги заедно, не знаев дека се христијани. Па добро, друже, не знам што ти кажам, со среќа. Добро, тајен агент. Тој е христијанин, ама тајен агент. 007. Божите намери и Божјата воля за нашите животи. Бог, моето искуство за мојот живот, кога размислам, е дека Бог никогаш нема да побара од мене да направам нешто, зашто нема да ми даде способност да го направам тоа. Или благодат, или капацитет. Тоа не значи дека нема да имаат предизвици. Како што збориме до сега, има предизвици. Меѓутоа,
Бог нема ти рече направо тоа, да нема ти не. Значи, вели во Библијата, се што ни е потребно за живот и за побожност е достапно. И може да речеме, Господе, ти велиш дека храброста е достапна за мене. Ама ја во момент не се чувствувам храбар. Дури се чувствувам дека сакам да се откажам од нешто или знам дека нешто ме повикуваш, не сакам да го почнам тоа. Ама може да рече, Господе, дај ми како што се молел овие, Господе, чувствувам дека ми фали тоа. Или не знам како да го искористам за мој живот. Дај ми, помогни ми да го живеам тоа што ти сакаш да го живеам за мојот живот. Дај ми капацитет, како што се молел. Ти, Господе, ти си голем, ти си на небесата, ти владееш, ти си суверен над се. И тогаш што има јас да се грижам? Кажам затоа, Господе, само дај ми и помогни ми да го примам тоа што сакаш да го даеш, а не да живеам постојано во некои длабоки осцилации, горе-доле. И овде Светото писмо ни кажува дека кога заврши молитвата се стресе местото кога се моля. Тоа мене ми е знак дека Господ вика супер молитва, дечки. Тоа е тоа. Нема да речам дали на вашите молитви се тресе црква кога се молите во среда или кој ден, пошто јас во четвртак во гласно себе молитва, па до сега се нема стресано ниту еднаш. Гласност. Но да се стреса за мене во некоја смисла значи се досегнеш до Божиот трон и таа е молитва што му југода на Бог. Кога се молиме, Господе, ние сакаме да живееме за Тебе. Ама овој момент препознаваме дека сме кукавици да го правиме тоа. Па могни ни, Господе, што и да значи тоа? Во нашиот контекст, меѓутоа ние не сакаме да останеме во тоа некој се кјоше маргинализирани и ставени и хендикепирани во некоја смисла духовна, затоа што имаме страв, ние сакаме да биеме од Тебе потик, инспирација и се што е потребно за да одиме напред во Твоите намери за нашиот живот. Не сакаме да застанеме тука. И вели се затресе местото кај што беа стобрени и сите се исполнија со Светиот Дух и смело го наместува Божиото царство или со други зборови, односно Божиото слово, во нашиот контекст смело ги живееја Божите намери за нивниот живот. Интересно дека вели се исполнија, со ова ќе завршам, не знам колку време зборувам, никога не ми кажам колку време. Јас обично зборувам саат и пол, меѓутоа е класка се шалам. Во една црква ги прашам, го прашува новиот гостин проповедник доаѓа во црква да праша колку време имам за да зборувам. И пасторот му вели, види ти колку сакаш можеш да зборуваш, ама во 11:15 не ги суеме дома. Или во 12:15 по ваше. Во секој случај со ова ќе завршам, вели се исполнија со Светиот Дух. Ние гледаме претходно дека се исполнија со Светиот Дух неколку Исус еднаш дувна примете Свет Дух. После тоа пишува во дела во 2 глава се спушти, се исполнија со Светиот Дух и гледаме дури и Павле, мислам дека зборува во Ефесените, ако не се лажам или во некој од негови посланија, кај што вели исполнувајте се постојано со Светиот Дух и тој таа потреба. Да речеме, некој тоа што го кажав на почетокот, тука дали правилен целкур. Не е доволно некојаш да рече само јас сега имам една фаза во мојот духовен живот кај што сум многу исполнет со Духот, кај што чувствувам силна вера, голема љубов, голема надеж и тоа е супер да го чувствуваш. Ама гледаме дека реалноста дека христијанскиот живот е таков живот кај што ние треба постојано и континуирано да го имаме тоа општање со Бог, кај што ќе примаме и ќе црпиме енергија, бидејќи затоа што ти во 2015 година си имал голема вера и големо очекување и голема надеж. Не значи дека во 2020 го имаш истото. Или ако затоа што во 2019 ти си бил полн со ентузијазам, полн со очекувања, со големи замисли и со голема визија. Во 2020 и 2023 гледаме дека можеби сега тоа ти нема и си како издишан балон. И си кажеш ми треба ново исполнување. Ми треба ново, како да кажам, нов потик, нов допир од Бог, ако можам така да кажам, кај што Бог ми рече добро, еве ти помагам сега во оваа ситуација затоа што гледам дека како да кажам, во некоја криза си. Меѓутоа, тоа дојде рече, Господе, повторно со самосвесност и разбирање за Твојата конкретна ситуација. Господе, сакам да живеам во Твојата волја и ми треба потреба
од тебе оспособување и потик и подбутнување за да напред. Не сакам да се вртам лево-десно, не сакам да потпаѓам на притисоците, на зборовите на луѓето, на срам, на страф, не. Сакам да одам напред и сакам да живеам твојата волја и твоите намери храбро за мојот живот.